Вчера и денес пеколните 40 степени дневно во просек покосуваат по 20 граѓани од источниот регион. Здравствениот дебакал тие го доживеале на работните места, но и на улица. До сега се забележани типично за овие 2 дена 7 такви случаеви, поради покачените температури или евентуално прегреани услови, несоодветни услови поради ситуацијата во кој најме во која се наоѓаме во фабриките, доваѓа до прегревање на самото тело, нормално дури и губиток на свест кај одредени лица. Оваа голема бројка на колабирани повторно и многу сериозно предупредува дека сонцето е немилосреден убиец на отворено и во несоодветни услови. Од тука лекарите категорично препорачуваат. Значи пред се граѓаните треба да се придржаваат кон соодветни мерки, а тоа е излегување без потреба во текот на најголемите горештини, да речеме почнувајќи од 11 па тука некаде додека до 17-18 часот, земање на доволни течности, витаминска терапија, зеленчук, овошје, значи и она што им е за вообичајната терапија што им е препишена од матичниот лекар. Во меѓувреме, сите што се чувствуваат температурно безбедни, мора да бидат многу селективни во начинот на исхрана и особено да внимаваат на видот на храната, рокот на употреба и начинот на чување. Храната се чува во фрижидер, тоа се подразбира. Дефинитивно и попријатно е домат кога ќе извадам од фрижидер ми е студен, љубов ми е за јадење, нели? И ќе го чувам да не трае подолго време. Ама пак ќе кажам, и секоја храна се чува во фрижидер во ова време. Меѓутоа, апелирам да не се јаде многу месо овие денови, а дури ни риба, повеќе да се оди на растителната храна. Овие препораки е нужно да бидат применети, но во случај и на најмали симптоми на здравствен проблем, нужна е лекарска консултација.